кажи, зашто дури до лето ти си млада, како јануари. Љуби ме, гушни ме јако, скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако. Сонце заоѓа и морето се вранува. Ти си помала со меѓу милион, а сега љуби ме, гушни ме јако, скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си млада, како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си млада, како јануари. Љуби ме, гушни ме, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако. Јас верувам дека Нина и Стефан имавте можност барем малку да уживате во оваа прекрасна атмосфера која што се случува. Нема да ви ја откријам локацијата само поради тоа што ја држиме во тајност. Тука сум со Владко Лозановски на 2 дена пред неговиот концерт. Нема да ви оставам простор за прашања, директно ќе си разговарам со Владко. Владко, фала што не примина проба. Фала ви што дојдовте. Поздрав до Нина и Стефан. Поздрав Нина и Стефан. Кажи ми како се чувствуваш, како течат подготовките? Одлично, како што гледате сите се расположени, атмосферата е одлична, распеано цело време. Така да одвај чекаме дојде сабота. Гледам дека сте во голем број, те слушали бендот? Па слуша, одлично сте, така да и ја нив ги слушам, така да супер, одлично. Дали можеби ќе ми откриеш со која песна ќе го отвориме првиот солистички концерт? Па не би открил искрено. Сакам репертоарот, односно сет листата да остане тајна, така да може да биде за јавност еве кој се бендот нормално. Слободно представи си ги бендот, бидејќи ќе бидат заслужени за атмосферата која што ќе се случува на 2 дена од сега. Може секако. Тука Александра, тука се Ана и Сара, Полина и Емилија. Тука се, од зад стубот е Драги, од темнината. Тука е Бока Конга, Бојан на бумњеви, Маце на бас, Владко и Бранко се на клавиатура и хепи. Дали ова е составот кој што ќе го видиме во Борис Трајковски и како си ти задоволен од се она што се случува во однос на песните, во однос на оној сетинг кој што ќе го имаме на сцената, што ќе понудиш за оние кои што ќе дојдат? Па да, ова е составот кој што ќе се појави на 23-ти. Имаме плюс гости, next time ќе видат близнаците, потоа ќе биде Магдалена Цветковска и Чирта Сакс кој што ќе одсвира плюс некоја номера. Ти не сакаше да ми откриеш со која песна ќе го отвориме концертот, нема да прашам со која ќе го затвориме, ама ќе прашам што ќе имаме на репертоарот со Next Time, со Ена и со останатите. Па исто така и тоа би сакал да биде тајна. Ма мора нешто да ми откриеш. Не мора ништо. Но нормално ќе се чујат оние песни како јако сега што слушнавме, Километри е неизбежна, Мандарина, Сонце ме грее, Душо варлива, итана, нема ден, нема ноќ, така да ќе биде весело. Се надам дека сите ќе пеат, дека VIP арена ќе биде преполна и нормално таму сме да се забавуваме пред се. Нека си купат билети уште неколку што стана на avalon.mk и тоа е тоа. Јас очекувам дека публиката со нетрпение го очекуваше твојот концерт, ќе те враќаат на бис. Имате ли подготвено за бис? Па може да се снајдеме. Нормално, ако
треба дополнително некоја песна плюс 2, 3, 4, 5, 6. Знам дека ќе трае долго. Сабота е, нема, мислам дека недела никој нема да оди на работа и да треба да оди на работа, може да му стават опразно, така да може да останеме и до покасно. Тоа ќе биде журка, верувам, од 2 часа и нешто повеќе. Да, најмалку 2 часа ќе бидат секако. Ти благодарам, Влаче, што не прими на проба. Ти посакувам убав остаток од оваа вечер и успешни проби до сабота. Ти благодарам многу, поздрав до Ексклузив и до сите кои што ве гледаат. Јас уште еднаш ќе ве поканам сите да дојдете на 2 дена од сега или во сабота во VIP арената да бидете дел од првиот солистички концерт на Владко Лозановски. Студио, јас верувам дека вие немате прашања, јас ќе останам тука да уживам бидејќи мене ми е многу позабавно него на вас. Ексклузивци, поздрав од тука. Чао, чао.